Не стана генерален конзул во Њујорк, ама затоа се вработи во МНР. Бесмира Ејупи сега е вработена во Министерството за надворешни работи кај Бујар Османи, кој пред известно време тврдеше дека не ја ни познава. Јас не го знам, не ја знам господјата, никогаш не сум ја сретнала во животот. Имаше различни коментари во јавноста. Прво, зошто е реакцијата? Еве, и да речеме дека постоело такво решение. Дали заради тоа што е жена, дали заради тоа што е млада, ние сме имале премиер на таа возраст, дали заради тоа што е албанка. Инаку извори од Министерството потврдуваат дека Ејупи од минатиот месец е редовно вработена во МНР, и тоа како преземена од друга државна институција дека се подготвува за дипломатска мисија. За Ејупи е започната постапка за добивање безбедносен сертификат. Постапката за заминување во странство може да се поедностави така што таа може да биде упатена на испомош во МНР, што е регулирана практика во Министерството, но по известно време може да биде именувана за конзулка. Додека антикорупционерите одлучуваат дали ќе отворат предмет за да проверат дали има евентуално влијание при вработувањето на несудената конзулка Бесмира Ејупи, таа повеќе од една година вршела надзори во македонски железници и инфраструктура. Во мај годинава велат платила глоба откако антикорупцијската комисија воочила дека таа немала поднесено анкетен лист. Покрај ова, Ејупи фигурира и во други државни институции, како што се општините Сарај, Чаир, Петровец, Брвеница, како и во Државното правобранителство. До сега од ниту една институција не ги демантира овие информации. Инаку скандалот со презентерката Ејупи излезе на виделина, откако и биле исплатени 12.000 евра на име хонорар од неколку институции, за што веќе известно време постои истрага. Според Законот за надворешни работи за генерален конзул потребно е високо дипломатско знаење, а личноста треба да биде афирмирана во областа на надворешната политика и меѓународните односи, што не е случај со Бесмира Ејупи, во чија работна биографија стои дека била новинар и ТВ презентер во неколку медиуми во Македонија. Единствено што ја поврзува со дипломатијата е нејзината диплома на Тетовскиот универзитет, каде студирала меѓународна комуникација, а на ФОН универзитетот магистрирала казнено право. Бројни експерти веќе реагираа за како што велат аматеризмот во дипломатијата која станува пракса, бидејќи наместо експерти во конзуларните претставништва праќаме нестручни луѓе.